Се доближува денот за гласање. Кандидатите за градоначалници се растрчани и прават последни обиди да се допаднат на гласачите, давајќи разни ветувања. Од друга страна и државните служби се активни, па така утрово започна дистрибуцијата на избирачки ливчиња за гласањето на вториот круг на локалните избори. Ќе се бираат градоначалници во 32 општини и во градот Скопје. Во градот Скопје право на глас имаат 474.394 гласачи, кои треба да се изјаснат помеѓу Орце Ѓорѓиевски од ВМРО ДПМН и Амар Мециновиќ од Левица, кој да го води главниот град во наредните 4 години. Втор круг од локалните избори ќе има и во скопските општини Карпош, Центар, Аеродром и во Шуто Ризари. В недела ќе има и прегласување и за членови на совет на 3 избирачки места во општината Шуто Ризари. Покрај новите канти за смет, војадуваме уште една новина. Специјални канти за отпад на домашни меленици. По модел, со како прототип го изработивме во самата општина. Во нив ќе има и бесплатни кесички за сопствениците, со што овозможуваме едноставно, урбано и еколошко одговорно решение за чисти улици и паркови. Во првата фаза ќе бидат поставени 200 вакви канти низ сите населби и зелени површини, за да обезбедиме уреден и достоинствен јавен простор, како што доликува во општина Центар. Затоа предвидуваме формирање посебна програма што ќе нуди финансиска поддршка на млади лица до 29 години што сакаат да започнат сопствен бизнис. Грантови за стартап до 4000 евра по апликација, обука за претприемништво, дигитален маркетинг и бизнис планирање, консултантски услуги за пристап на национални или европски фондови. Целта на оваа мерка е да се намали невработеноста кај младите и да се зголеми бројот на активни млади претприемачи. Драги млади, вие сте клучот на промените. Градиме неколку паркови и не е точно дека ние не сме инвестирале во развој на зеленилото. Повторно ќе кажам, одлучивме наместо згради да градиме паркови. Во минатото на паркови се сечеа дрва и се градеа згради. Тоа не е слика овие 4 години во општина Аеродром. Нешто што најмногу им сметаше на граѓаните, а тоа беше сечење на дрва, тоа беше преголема изградба на нови згради, е минат. Во Аеродром не се случува веќе, Аеродром не е примерна општина каде што се градат многу згради. Под моје водство, општина Карпош ќе започне програмата за активно и здраво старење преку која пензионерите ќе можат активно да се вклучат во општествениот живот, да го споделат своето знаење и животните искуства и при тоа да добијат месечен надомест од 12.000 денари. Преку оваа иницијатива, пензионерите ќе имаат можност да учествуваат во активности за зголемување на безбедноста во училиштата, разубавување на малата, поддршка на младите преку пренесување на знаења и животни вештини. 12.000 пензионери од општина Карпош секогаш биле поддржувани од нашата општина. Покрај поддршката за двете пензионерски друштва, воведуваме бесплатни курсеви за онлайн плаќања на сметките на пензионерите и во исто време сите пензионери кои што се со ниски примања ќе добиваат дополнителна финансиска помош од буџетот на општина Карпош.